Почитувана постојана координаторка на Обединетите нации во Република Македонија, госпоѓа Луиза Витон, почитувани организатори на овој значаен настан во пресрет на 8 март за значењето на Истанбулската конвенција и уште поважно што по неа, почитувани министри за труд и социјална политика и за здравство Мила Царовска и Венко Филипче, почитувани ваши екселенции, амбасадори, представници на амбасадите, почитуван градоначалниче на градот Скопје, почитувани представници на граѓанските организации, институции, медиуми. Во пресрет на Меѓународниот ден на жената, дозволете најпрвин и јас да искажам мојата почит кон сите активистки кои неуморно работат и се залагаат за родова еднаквост. Вашата долгогодишна посветеност и борба резултираа со ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Ве уверувам дека како председател на владата цврсто застанувам покрај вас и со вас, бидејќи навистина нема родова еднаквост и еднакви можности, се додека жените и девојките трпат насилство. Во таа насока инсистирам и повикувам на координиран и искрен пристап на сите институции, сите министерства во справувањето со родово заснованото насилство и во освојувањето на потребните законски измени согласно врските од Конвенцијата. Тука, координацијата помеѓу Министерствата за труд и социјална политика, за здравство и за внатрешни работи е од клучно значење. Но да не заборавиме дека ова обврска на целата влада, на целото општество, кое мора цврсто да се спротистави и да каже не за насилството врз жените. Веќе е формирано и активно национално координативно тело против семејно насилство, кое треба да прерасне и да се трансформира во национално координативно тело против родово засновано насилство. Со цел јакнење на заедничкиот пристап кон родовите прашања, со одлука на владата ја формиравме интерресорската советодавно консултативна група за еднакви можности на жените и мажите. Го посочувам ова, бидејќи станува збор за важно тело, кое што има обврска да се грижи за имплементација на родовите перспективи во креирањето на политиките и буџетите. Почитувани, обезбедувањето еднакви можности за жените и мажите е еден од клучните чекори во демократизацијата на општеството и значи доследно почитување на човековите права. Владата на Република Македонија е подготвена, заедно со поддршката од сите вас, да работи на системско унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на сите форми на насилство врз жените. На крајот, во пресрет на 8 март, односно Меѓународниот ден, со кој се одбележува борбата за политичка, економска и социјална рамноправност меѓу жените и мажите, порачувам секојдневно да действуваме против родови стереотипи и да се трудиме да ги овозможиме сите услови за еднакви можности за сите граѓани без разлика на полот. Благодарам.